Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Како да знам дека сето ова е вистина? Зашто мислиш? За Исус. Можеш ли да докажеш дека тој на вистина е Божиот син? Можеш ли да докажеш дека ти си Сара? Со мојата лична карта. Штета што Исус немал лична карта. Ке ти покажам 5 лични карти на Исус. Имал 5 лични карти? Вистина ли е тоа? Исус ја добил првата лична карта од Бог. При неговото крштавање од небото се слушнал глас. Ова е мојот возлюбен син, верувајте му. Втората лична карта е Библијата. Сите пророштва за Божиот син се исполнија целосно во Исус. Третиот доказ за Божиот син е воскресението. Тој живее, многу сведоци го виделе. А четвртата лична карта му ја издадоа луѓето. Луѓето кои го познавале, рекле: Овој навистина е Божиот син. Недостасува една лична карта. Дојди и ќе ти го покажам овој доказ во Кана. Се славела свадба. Градот славел 7 дена со невестата и младоженецот. И Исус и неговите пријатели биле поканети. Патем, тие не биле секогаш сигурни дека Исус е Божиот син. Гостите биле среќни. Пееле, танцувале, играле, јаделе и пиеле. Потоа се случило ова. Нема повеќе вино. Нема ништо за пиење во целата куќа. Многу срамно. Марија забележала прва. Му кажала за тоа на Исус, а тој им кажал на слугите: Наполнете ги бурињата до врвот со вода. Извлекле 160 литри вода од бунарот. А потоа Наполнете пехар и однесете го на старосватот. Нека проба. старосватот зел, пробал една голтка и брзо отишол кај младоженецот. Од каде го зедовте ова вино? Никогаш не сум пробал нешто толку вкусно во мојот живот како ова. Исус преобразил чиста вода во најдобро вино. Тоа е првото чудо што го направил Исус. Чудата се доказ, лична карта на Исус, за да покаже дека тој навистина е Божји син. Учениците го виделе ова чудо и поверувале во Исус. 5 лични карти за Божиот син. Тие се доволен доказ за мене. Јас верувам во него. А ти? До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!